Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска директорот на Македонски железници Транспорт Никола Костов. Господине Костов, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодарам на поканата. Ви благодарам. Најновата информација е дека по двомесечен застој повторно е воспоставен товарниот сообраќај кон Солун. Имате ли точна бројка колка ви беа загубите до сега? Ако е ова најдобрата вест за македонски железници, токму денешниот ден, после поточно 71 ден од блокадата или од прекинот на железничката линија помеѓу Македонија и Грција, денеска поточно во 9 часот, се воспостави нормалната железничка линија како во патничкот, така и во товарниот сообраќај помеѓу Македонија и Грција. Денешните први возови беа 4 возови, 2 возови од Македонија за Грција и 2 возови од Грција за Македонија. Така, колку ви загубите до сега? Кога ме прашувате за штетата, јас би кажал конкретни бројки, во кои што тоа се првични, меѓутоа се бројки кои што во македонски железници се бројат со милиони евра. Штетата која што македонски железници има претрпена од ова блокада од страна на мигрантската криза, поточно на грчка страна на граничниот премин и домени, директната штета изнесува некаде околу 2 милиони евра. Меѓутоа, оваа штета е директна штета која што е нанесена со моменталната ситуација за прекинот од овие 2 месеци. Ако ги земеме во предвид и годишните договори кои што ги имаме заклучено во текот на 2016 година со деловните комитенти, како домашни, така и странски, во таа така наречена индиректна штета или продолжена штета која што има македонски железници, тоа е штета некаде која што можеме да кажеме некаде од 4 до 5 милиони евра. На ова не застануваме со штетите, во овие штети тука не се влезени и штетите кои што ги има претрпено и македонското стопанство, односно домашните комитенти кои што работат и се работат со македонски железници во полет на увозот и извозот на стока преку Република Грција, односно поточно преку пристаништето во Република Грција. Ако го земе фактот дека македонско стопанство, односно домашните комитенти кои што ги користат услугите на грчкото пристаниште, односно Солун, зависноста на ова искористеност е некаде околу 80% од аспект на увозот и извозот на стока која што е преку Македонија, тогаш ќе замислите со колкави штети трпи не само македонско железници, туку и вкупно македонското стопанство. Да се надеваме дека нема веќе да се случува застој и дека нема да се таложат штетите за македонските фирми. Меѓутоа, изминатиот период покрај штетите се случија и значителни инвестиции во железничкиот сообраќај. Се инвестираат за поправка на железничките пруги и се набавува нови вагони и нови патнички. Колку пари до сега се инвестирани во овој сектор? Од аспект на она што кажавме пред малку, лошата страна, најдобрата страна што се случува во македонски железници после 40 години, тоа е обновата на возниот парк. Или поточно проектот на владата на Република Македонија. Во македонски железници, во текот на изминатата година инвестирани се некаде околу 52 милиони еври. Од кои што од овие 52 милиони еври се инвестиции кои што се однесуваат во поглед на реконструкцијата или обновата на товарниот железнички сообраќај, набавка на 150 нови товарни вагони кои што се веќе пристигнати и тие се веќе во така наречена транспортна или комерцијална функција на работењето, комерцијално работење, тие веќе работат во македонски железници и работат за стопанството на Македонија. Освен во товарниот сообраќај, тука се инвестициите кои што ги имаме со набавката на 6 нови патнички гарнитури, тоа се едни најсовремени возови, патнички возови, кои што може да ги користат граѓаните, иако времето е релативно кратко, од период од 3-4 месеца, кои што ги пуштивме. Тоа се најмодерните и светски стандарди во железничкиот сообраќај, повторна инвестиција која што е долга или необновена, односно возниот парк од скоро 38 години. Следната инвестиција од програмата на владата на Република Македонија е купувањето на 3 нови локомотиви, тоа се електро или пак дизел локомотиви, кои што би требало да бидат пристигнати, односно ќе пристигнат во текот на наредната година,
Следната инвестиција од овој мегапроект е инвестицијата во поглед на реконструкцијата на халата за сервисирање која што е во кругот на Македонски железници транспорт. Сигурно дека тука тие инвестиции не застануваат, туку продолжуваат. Со тоа можам да кажам дека од аспект на процентуално обновата на вотоварниот сообраќај железнички изнесува некаде околу 40%. Од процентуално кажам повторно, од аспект на обновата на патничкиот железнички сообраќај изнесува некаде 60%. Така да наредната година очекуваме повторно од ова програма на владата на Република Македонија дека уште со 40% ќе го обновиме, односно ќе го возобновиме комплетниот возен парк на железница, така да македонски железници ќе имат еден нов имидж, еден нов бренд, еден квалитет кој што досега да кажеме сме го гледали само из кога сме патувале во Европа, сега ќе го имаме тука на домашен терен во Македонија. Се зголеми ли интересот кај граѓаните да патуваат со воз? Па, токму тоа и ме радува, како што ви кажав, дека од аспект на товарниот сообраќај, дека овие товарни вагони се искористени максимално. Јас би кажал првичното, да не кажеме, сондирање и анализи направени од искористеноста на новите патнички вагони, можам да кажам дека е тоа 100% зголемено. Значи, интересот кај граѓаните на Република Македонија да се возат со возот е токму тоа на што кажавме и добробитта на овие нови вагони. Значи, граѓаните, патниците покажуваат еден огромен интерес за возењето со патничките вагони. Ако го споредиме со податокот од ланска година, значи тоа е податок некаде зголемен за околу 100% зголемен под бројот на патниците кои што се возат на линиите во кои што се овие првични линии за да кажеме пуштени во возен ред. Неодамна изјавивте дека има дел несовесни граѓани кои што ги оштетуваат новите вагони. Зошто е тоа така и како да се спречи вандализмот? Нажалост, повторно кажувам, нажалост, и тоа што ако ова убавина која што ја имаме во Македонија, која што е прв пат на едно такво завидно светско, европско ниво, со сите овие услови кои што ги има еден воз, еден комфорт, на телевизор, на интернет, на климатизираност, на чистоки и така натаму. Од друга страна имаме едно вандалско, едно хулиганско однесување на поединци, морам да кажам, кои што не умислат добро не на македонски железници, туку уопште на доброто во Македонија, со скарнавање, со такви вандалски начини на ова, ние можеме само да бидеме засрамени како граѓани на Република Македонија, бидејќи ова е општо добро за сите граѓани на Република Македонија, за сите патници. Бидејќи ние ако кажуваме дека се возиме во едни убави, чисти, модерни возови во Европа, а од друга страна овие возови кои што се веќе 3 месеци пристигнати да бидат каменувани во 21. век, заради ова можно ова некој да го дозволи или ова да биде рамнодушен човек, било кој граѓанин во Република Македонија. Токму тој аспект на таквото вандалско однесување, да не кажам хулиганско однесување на поединци, јас апелирам до сите граѓани, до сите патници кои што ги користат услугите на македонски железници, да токму таа совест, да токму тој морал, да токму таа етика, кај сите биде поттикната во насока на тоа да ова е наше заедничко добро. Искуството говори дека само доколку се воведат казни, несовесните ќе почнат да станат совесни граѓани. Размислувате ли во таа насока? Па, да ви кажам, казните се една од мерките кои што ние ги пременуваме и ги пременуваме сигурно, глобите. Меѓутоа, јас повторно апелирам пред се на казните, пред се на глобата, пред се на, односно на моралот, на етиката, на совесноста, да не кажам и аспект на она што значи зачувувањето на нешто наше, да биде македонско, да биде. Ако ние се воодушуваме, повторно кажам, на европските возови, па ние го имаме ова тука, тоа е нашето добро кое што треба да го чуваме сите заедно. Ние воведуваме разни контроли, ние воведуваме она што би кажал зголемени или будност и на контролата ставаме и дополнителни луѓе, она што чуварска служба за таа работа. Меѓутоа, вие тоа не може да го чувате ако некој во неговата свест или во неговата глава има една умисла само тоа да го уништи или да го каменува возот или да става разни препреки на возот, кој што возот носи секаде во светот едно општо добро, едно општо задоволство, едно расположение, едно заедничко
да просто човек кога ги гледа лицата, кога ги гледа насмевките на патниците, изразува една задоволство дека овој проект значи ја постигнал својата цел. Меѓутоа, токму оној за кој што кажав, вакво недолично однесување, недомакинско однесување или скрнавање на нештото што е најдоброто во Македонија што се случило, мислам дека заслужува секаква осуда. Токму апелирам, повторно кажу, апелирам преку вашето радио до сите совесни граѓани, до сите патници кои што се возат, да не дозволате на мала група на поединци да ни го рушат оној наш углед, она наше задоволство и така натаму. Господине Костов, покрај набавката на нови товарни и патнички вагони во тек е реконструкција на железничките станици низ Македонија. Како оди реконструкцијата? Па знаете што кога вие имате нови возови, веќе ве асоцира дека треба да имате и нови железнички станици. Токму од тој аспект и во проектите на владата на Република Македонија едно цело заедничко реконструирање на македонски железници од аспект како на транспорт, така и на инфраструктура. Делот од ова активност или овој проект на она што кажав на владата на Република Македонија е реконструкција на ова година 10 железнички станици. Вие сигурно дека ќе се согласите со мене и патниците ќе се согласат со мене. Ако имате такви убави, комфортни возови, кои што имате еден висок квалитет, висок стандард, а вие да имате еден субстандардни услови на железничките станици, тогаш ликот на македонски железници, ликот на Македонија се губи. Токму тоа е и целта и ова. Заедно со новите вози одат и нови железнички станици, заедно со чисти железнички станици одат и чисти возови, према тоа патниците да го имат еден комфорт, едно задоволство во еден комплетно патување на линиите на македонски железници. Господине Костов, да предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов. Господине Костов, во тек е тендерот за изградба на железничка пруга кон Бугарија. Кога ќе се знае која фирма ќе гради и кога ќе почне да се гради? Па сигурно ова е поврзување кое што за Македонија или за македонско стопанство е од еден стратешки аспект, би кажал стратешко значење. Ние во моментот го имаме коридорот 10, значи коридорот север-југ, а коридорот 8 е исто така значаен од аспект на поврзувањето, железничкото поврзување помеѓу Бугарија, Македонија и Албанија. Тоа значи од пристаништето Варна и Бургас до пристаништето Драж преку Македонија. Активностите и проектите кои што ги има направено владата на Република Македонија, имајќи го сето ова за кое што пред малку кажав, ова стратешко значење за Република Македонија, е токму целта зашто побрзо да кажеме инволвирање, односно вклучување на коридорот 8 со тоа железничко поврзување на Македонија со Бугарија, односно Македонија со Албанија. Во моментов се гради пругата Битола-Кременица до грчката граница. Докаде и за изградбата и за колкава инвестиција станува збор? Ако кажавме дека ние имаме едно железничко поврзување со Република Грција, тоа е на потегот помеѓу Гевгели и Домени. Исто така важно стратешко значење поврзувањето на Македонија со Грција преку втората железничка линија, тоа е Битола-Лерин. И мислам дека тој проект кој што го започна владата на Република Македонија ќе го продолжи и таа активност до крајот на наредната година ќе биде завршена. Веќе се започнати постапките и за пругата од Кичево до Албанија. Имате информација до каде? Па сигурно дека и овој проект преку коридорот 8 за кој што пред малку зборев, ова исто така од значење не само железничко поврзување помеѓу двете железнички управи, туку и од аспект на поврзувањето на стопанството помеѓу Македонија и Албанија или пак на целокупниот овој коридор 8 за кој што зборевме дека тоа е стратешко важно да Македонија преку разни железнички пруги доаѓа до важните пристаништа или до важните центри кај што ќе имаме еден слободен проток на стока. Така, докаде обновата на железничката станица во Скопје? Споменавте дека веќе се рехабилитира 10 низ цела Македонија, меѓутоа она што е во главниот град, што поскоро да се добие? Значи, делумно е завршена, има уште некои мали делови за кои што сигурно тука преку Македонски железници инфраструктура во тие проектите на завршувањето или обликувањето, финалното обликување на железничката станица Скопје,
кој што ќе биде лика и прилика на целокупната железница. Јас се надам дека до крајот на годината ова целокупна реконструкција или обнова на железничката станица ќе имаме до крајот на годината. Моето последно прашање до вас е, господине Костов, кон што ќе ги насочите вашите активности оваа година? Што се ваши приоритети до крајот на годината? Па јас би сакал прво да имаме еден слободен проток на железничкиот сообраќај на она што кажав помеѓу Македонија и Грција, односно коридорот 10. Би посакал да немаме такви прво случувања или пак кризи кои што ни го блокираат железничкиот сообраќај. Тоа е мојата основна желба. Во таа желба е стратегијата на развојот на македонски железници. Зашто поголем број на товарен сообраќај? Зашто поголем број на патници? Од аспект на тоа да нашата услуга која што ја даваме на комитентот да ја зголемиме, односно да ја издигнеме на едно рамниште кое што ќе зависат од барањата, од потребите на комитентите. Токму од тој аспект јас го кажувам или пак желбата или настојувањето на македонски железници преку тој квалитет на услуги, преку една конкурентност на пазарот, да можеме да бидеме конкурентни, железничкиот превоз да биде доминантен како што бил доминантен пред 20 или 30 години. Јас очекувам оваа година да резултатите, на жалост, кои што не спречи овие 2,5 месеци, ако ги земеме резултатите од првите 3 месеци од 2016 година споредени со резултатите од првите 3 месеци 2015 година, ми покажат еден оптимизам, една реалност дека перспективата за македонски железници во текот на 2016 година од аспект на зголемен обем како на товарните и патнички сообраќај ќе го поминеме. Господине Костов, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки на Радио Слободна Македонија. Молам и јас ви посакувам убава емисија на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. По кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани оваа недела. Во Бројки ве информираме и за најважните економски настани оваа недела. Државата нуди по 12.000 евра неповратни средства за отворање на приватни старечки домови. Веќе 3 апликации за воспоставување на ваков бизнис се прифатени. Целта на мерката е да се зголеми конкуренцијата и капацитетот за згрижување на најстарата популација, но и да се креираат нови работни места, изјави министерот за труд Диме Спасов. Очекувам во следните 2 до 3 месеци да започнат со функционирање со тој и да отворат дополнителни 120 легла за стари лица, да се формираат 3 приватни институции, како што кажав, и што е најбитно да отворат нови минимум 40 работни места во Република Македонија. Компаниите од индустријската зона во Избегово бараат подобри услови за функционирање. Во зоната има 185 компании, најголем дел домашни, кои велат дека повеќе вложување во инфраструктурата ќе направат локацијата уште попривлечна за нови инвеститори. Секогаш се истите проблеми. Инфраструктурата, а како нов проблем ни се појавува сега генералниот урбанистички план во зоната. Инвеститори кои купиле објект, место и тоа го платиле по пазарна цена и чекаат 2 години документите за градба. Тек оваа година, значи, они ќе почнат да градат, што е тоа многу споро. 2 австријски компании ќе инвестираат во Македонија. Едната е од осигурителниот сектор, додека другата сака да отвори регионален центар за услуги. За поголема трговска соработка меѓу Македонија и Австрија, наредната недела ќе се одржи бизнис форум. Постои се уште интерес кај австријските фирми да соработуваат со македонски компании. Голем дел од нив се обидуваат да најдат своји партнери тука во Македонија. Присуството, односно доаѓањето на оваа деловна делегација ни кажува дека политиката и бизнисот не секогаш мора да зависат едни од други. Купната трговска размена во првите 3 месеци од оваа година, 2016, изнесува 39,86 милиони американски долари, што представува раст од 10% споредено со истиот период минатата 2015 година. Извозот изнесува 11 милиони американски долари, што представува значително зголемување од 51%. Расте бројот на вработени во индустријата, објави државната статистика. Во април, во споредба со истиот месец минатата година, бележи пораст од 1,1%. Охрабрувачки е и објавениот податок за раст на индустријското производство, каде носител е преработувачката индустрија. Бизнесмените очекуваат позитивниот тренд да продолжи во иднина. Да слушнеме изјавата на Митко Алексов од Сојузот на стопанските комори. Секако индустријското производство ќе има позитивно влијание врз растот на
бруто домашниот производ и ќе има свој допринос за позитивен раст на бруто домашниот производ во 2016 година. Да причекаме да видиме какви ќе бидат податоците за првиот квартал, нели сега во почетокот на јуни, првиот квартал од 2016 година. Врз основа на тоа ќе имаме малку почиста слика за евентуални проценти на раст на бруто домашниот производ во годинава. Политичката криза која трае подолго од една година негативно влие врз економијата, најмногу врз странските инвестиции. Голем дел од најавените или се откажа или ги одложија плановите за инвестирање во земјата. Објавените податоци на Народната банка говорат дека странските директни инвестиции бележат пад за 5 милиони евра во однос на истиот период лани. Од туризмот, од инвестициите што доаѓаат од надвор, значи сегде помалку. Но владата на Република Македонија прави големи напори оваа политичка криза да не влијае толку и во економскиот живот и во економскиот сектор. Овде завршува економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 2 јуни со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, се Едине Вучков и Далибор Зафировски техничка реализација. За нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.